Предполагам дека половина Македонија очекува, а другата половина веќе може би знае колку ќе се покачи цената од 1 јануари. Ако се суди по избрзаната промоција или на одреден начин лицитација на министерот Бектеши дека нема да биде поголемо од 10%, на денешниот мој гостин Марко Бислимовски од регулатор за енергија не му преостанува ништо друго туку да се строи по Бектеши. Меѓутоа, изгледа дека ние не сме научени регулаторните тела и процедурата да се спази, туку и во ова да бараме политичка лицитација на одреден начин. Што најавува Бектеши? 10% врз основа на одлуката на затворената седница на влада, а денеска треба доправа ЕСМ до Евана да испрати понуда. А и кога вие после тоа ќе реагирате? Значи, согласно Законот за енергетика е јасно определено кој ја определува цената на електричната енергија и регулаторната комисија за енергетика на кои компании им определува цена. Значи, ние определуваме цена на МЕПСО за пренос на електрична енергија, на електродистрибуција, компанија произлезена од Евана за дистрибуција на електрична енергија, и определуваме цена на Евана Хоум, кој што е универзален снабдувач и ги снабдува во најголем дел 90% домаќинствата и останати се така наречени мали потрошувачи. На ЕСМ од 2018 година регулаторната комисија за енергетика повеќе не му ја определува цената, бидејќи тој е комерцијален учесник на пазарот на електрична енергија. Значи, по тие информации што ги имаме, денеска треба да биде тендерот на Евана Хоум, на кој што ЕСМ треба да понуди цена и тоа ќе представува влезен параметар при пресметките на регулаторната комисија за енергетика за крајната цена која што ќе имаат потрошувачите. Значи, јас да бидам искрен со вас, во моментов не ја знам која ќе биде цената по која што ЕСМ ќе понуди на Евана Хоум, за да влеземе во некои пресметки. Но исто така многу битен елемент е тука, и тоа се случува во моментов. Електродистрибуција веќе распише еден тендер за набавка на електрична енергија, за повикање, за набавка на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во дистрибутивната мрежа, и резултатите од тој тендер се исклучително лоши. Понудената цена е некаде околу 300 евра за мегават час, што е некаде 5,5 пати повисоко од цена која што за цената што се губи во преносната тоа е во мрежа, загуби што од една точка во друга точка да дојде во електричната енергија. До катастрофални 20%. Колку е сега? Кај нас загубите на електрична енергија дојдоа на едно ниво од околу 14%, но регулаторната комисија за енергетика не го признава реално остварениот процент на загуби во дистрибутивната мрежа, туку имаме план за намалување на загуби и во 2022 тој процент што ќе влезе во цената ќе биде 12,4%. Значи веќе електродистрибуција распиша тендер за да обезбеди одредени количини на загуби. И таа на светскиот пазар е 300 евра. И тие трговци кои што се јавиле на овој тендер, од сите понудиле цена од околу 300 евра за мегават час. Што Исто значи така ако и МЕПСО е во постапка на при крај, мислам, деновиве треба да го распише за набавка на загуби на електрична енергија во преносната мрежа, и очекувањата се дека и тука негде ќе биде цената. Значи исто така и тоа е едно 5,5 пати повисоко од цената која што е во моментов пресметана како трошок во постоечките одлуки. Така да ќе видиме во наредниот период кој ќе достави, какви барања ќе достават, и потоа секое барање како ќе го добиваме, ние ќе известуваме јавноста кој колку побарал, и понатака ќе направиме анализи и врз основа на тоа ќе ја донесеме одлуката за цената на електричната. Сите очекуваат кога? Значи, согласно нашата методологија, тоа е правилник, вообичаено е да почне од први во месецот примената
бидејќи да немаме проблеми во однос на отчитувањето на броилата. Ако ги добиеме во текот на месец декември, во наредниот период, ние до крајот на месецот би донеле одлуки за сите три компании кои што ќе поднесат барање до нас. Во моментов, ниту една компанија нема поднесено барање за промена на нивната цена, односно за цена за 2022 година. Така да ги добиеме барањата, веднаш ќе информираме јавноста, сите постапки ќе ги водиме како и до сега транспарентно, така да... Се тука има една мала нејаснотија, господине Бислимовски. Владата донесе одлука за еднократно субвенционирање, односно трансфер на буџетски пари и за МЕПСО и за ЕСМ. Се движи некаде до кај 100 милиони евра. 65. 65. И се навестува дури и нова инфузија ако има потреба. Тоа особено за МЕПСО, кој има и други трошоци врзано со упадот, да речем условно, или со преземањето на струјата во кризното време. Колку и на каков начин тоа може да влие, тој тип на субвенционирање на нивото на цената за крајните потрошувачи, домакинствата и малите потрошувачи? Значи, до крајот на оваа година, ЕСМ, цената која што ја нудеше на универзалниот снабдувач изнесува 36,1 евро за мегават час. И очигледно е дека со овие цени, кои што се владата му наложува на ЕСМ како негов собственик, по која цена ќе учествува на тендерот, се недоволни да ги покријат трошоците за работењето. И тоа е факт. До 2017 некаде цената на ЕСМ, производната цена, беше за 3-14% повисока од оваа цена што има денес. Но со оваа цена, владата има своја определба да има помал трошок и со тој цената на електрична енергија за крајните потрошувачи да ја држи ниска. Бидејќи во крајната цена на електрична енергија што плаќаат граѓаните, набавката на електрична енергија од ЕСМ, од увоз доколку има потреба, или има обврски према повластените производители, учествува некаде приближно 50-51% во рамки на тоа. Значи, доколку ЕСМ понуди повисока цена сега од постоечката за 10%, приближно тоа на крајната цена ќе има влијание од 5%. Добро. Тука сега има уште една димензија, а тоа е и Васливе чув или Бектеши дека ЕСМ ќе има обврска наместо 60-65% колку што испорачува на Евана Хоум за домакинства, дека тоа ќе се качи 100%. Целата струја што ќе ја понуди на Евана Хоум треба да биде наменета 100% за домакинствата. Колку тоа може да влие на скалилото на покачувањето на цената? Тоа е значи добра работа, бидејќи некаде со законот за енергетика за 2022 само треба да обезбеди 60%, најмалку. И доколку 40% се набават на тендер, на слободен пазар на електрична енергија, тогаш цената изнесува на слободниот пазар е во овој момент околу 300 евра за мегават час. Значи тоа би направило сериозен притисок врз цената на електрична енергија и би дошло до драматично зголемување на цената на електрична енергија. И оваа определба на владата како собственик на ЕСМ е одлична, бидејќи му наложува на ЕСМ 100% да не се прави увоз за потребите на регулираниот пазар за домаќинствата, туку да се што може да се обезбеди од домашно производство и доколку има потреба да се обезбеди и од увоз, но тоа ќе биде во многу помали количини. Така да на овој начин се намалува притисокот врз цената на електрична енергија и тоа е за поздравување. Ја верувам дека во 2022 година ЕСМ ќе се стабилизира, ќе има стабилно производство на електрична енергија,
дека испадите ќе бидат во помал број, се со цел да имаме сигурност и стабилност во снабдувањето со електрична енергија. Во овој момент и термоелектраната Осломе веќе работи, двата блока во Битола работат, така да во моментов е стабилна испораката на електричната енергија. Добро би било и секогаш јас од почетокот кога се јави оваа криза, тоа уште во месец август, идејата беше сите домашни производни капацитети кои што ги имаме да се стават на располагање, бидејќи факт е дека тие може да дадат најниска цена на електрична енергија и верувам дека во наредниот период ќе почне со работа и термоелектраната во Неготино, така да регулираниот пазар во најголем дел да ни биде обезбеден од домашни производни капацитети, бидејќи во тој случај не зависиме од увоз. Може ли да се очекува после ова покачување на струјата на почетокот на годината да се одржи правилото еднаш на година дена или еднаш на 6 месеци се определува цената, или очекувате дека турбуленциите на светскиот пазар може да прават притисок на евентуално покачување? Вообичаено, во нормални услови, каде што нема драстични промени на цените на електрична енергија, ние определуваме еднаш во годината цена на електрична енергија. Согласно нашиот правилник, односно и методологија со која ги определуваме цените, и МЕПСО, и електродистрибуција, и Евана Хоум имаат право во било кој момент од годината да поднесат барање за промена на нивната цена во услови кога имаат драстично зголемување или намалување на нивните трошоци. Сега факт е дека ќе имаат драстично зголемување на трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загуби во двете мрежи и според наши пресметки некои кои што ги правиме, во услови доколку цената по која што би набавиле електрична енергија е 140 евра за мегават час, а како што ја кажа веќе за јануари е 300 евра, зголемените трошоци за набавка на загуби и во МЕПСО и во електродистрибуција се околу 82-3 милиона евра, значи споредено со минатата година. Така да не треба и овие компании да ги оставиме да имаат проблеми со својата ликвидност, дека електричната енергија што ја набувуваат на слободниот пазар за покривање на загубите, мора да ја платат на трговците кои што ја нудат и таа е увезена електрична енергија. Тука нема играње играчки, едноставно таа цена мора да се плати. Кога јавноста, па и ние новинарите веќе и пред август почнавме притисок да правиме дека се качува цената на светските пазари, дека на оден начин ништо не се прави во државата без оглед на тоа што сега почна да се активира ЕСМ, дали не ви се чини дека и во оваа ситуација сите, вклучувајќи и вас како регулаторно тело, и производителите се однесувавме ноншалантно кон следењето на светските пазари? И дали воопшто и вие како регулаторно тело имате таргетирано експерти кои треба да ги следат сега и до година движењето на цените? Прашањето што е под контекст на ова. Една изјава имате прилично оптимистичка, вие најдов. Рековте дека цената на струјата очекувате до година, во првата половина на идната година, да се врати на 150 до 160 евра, што е поднослива цена во овој момент. Уште стоите на ова? На што се базира тој тип на оптимизам? Сега прво да објаснам околу следењето или неследењето на енергетската криза. Значи, ние сме во постојана комуникација со компаниите кои што ги регулираме и одржуваме редовни состаноци. Тоа сме го правели и во јуни донесовме одлуки и кон крајот на јули веќе ние очекувавме дека ќе има зголемување на цените на електрична енергија на берзата и во Европа, но никој во Европа немаше очекување дека цената ќе дојде до фантастични 30 евра. Кој кажува сега, знаете, има многу генерали после битка, дека очекувал дека цената ќе биде 300 евра за мегават час, лажа. Сега, за жал, кај нас во изминатиот период се јавија доста
шпекуланти и дилетанти па почнаа за цената на дневно основа, па 100% ќе порасне, па 50, па 40, па и нема врска тоа. Значи, од месец август ние сме во постојана комуникација со компаниите, најголемите електроенергетски компании, и при тоа уште на првиот состанок е договорено ТЕЦ Осломе во најкраток можен период да биде ставен во мрежа. Тоа е направено во месец август и да започнат подготовки за работа на термоелектраната Неготино. Дополнително беше побарано од предсе од ЕСМ да во што е можна подобра кондиција да ги држи блоковите во Битола. Значи тие мерки се превземаат и во однос на следење на цени на светска берза. Тоа не е, како да ви кажам сега, не е тоа некое шоу, него тоа е работа. И ја гарантирам дека нема ни еден човек во Европа да го прашале во август колку ќе биде цената во декември, ќе кажал да зголемена, ама дека очекувал да биде 300 евра за мегават час, таква работа нема шанси да погоди. Тоа што го кажав дека се очекува намалување, тоа е пред се поради тоа што се очекува дека во наредниот период ќе имаме нешто подобра хидролошка состојба и земјите во регионот ќе имаат големено ќе дуваат ветрови за хидропроизводство на електрична енергија, така да ќе имаат и можност да продаваат и посериозни вишоци на електрична енергија. Но и таа цена 150-160 евра за мегават час е исто така исклучително висока. Ние до месец јуни зборевме за цени помеѓу 50 и 60 евра за мегават час. Фантазија да има над 100 евра, над овакво, тоа било едно пеколно сценарио. Сега збориме дека 150-160 евра би била добра цена. Не е добра цена, да, добра е споредена со оваа со 300 евра, но не е добра во однос на тоа што сме го имале во изминативе, да речеме, 5-6 години. Колку може да бидат загубите што би морала да ги субституира на одреден начин владата? И кај ЕСМ, вие рековте за 80 на милиони во компаниите за набавка на загуби и така натаму. Другите колку ќе бидат? Значи факт е дека со цената од 36,6 евра, кај ЕСМ не се покриваат неговите трошоци за работа. Ниска е таа цена. Но владата, за да одржи, да речеме, да нема влијание врз цената на електричната енергија, ЕСМ го помогна со 65 милиони евра. Инаку во однос на ова прашање за МЕПСО за електричната енергија што требаше да плати, на крајот на месецот МЕПСО ќе биде неутрален, односно ќе биде на нула. Тие што ги предизвикале тие отстапувања, ќе си платат на МЕПСО, а МЕПСО тамо каде што должи. Така да МЕПСО е на нула. И ЕСМ според тие информации што ги имам, да, отстапувал, не крадал, отстапувал, и тој свој трошок што го направил, веќе му го исплати на МЕПСО. Така да за МЕПСО нема да се бараат дополнителни пари. На МЕПСО колку е долгот, си го плати, и тој долг го плаќаат производителите, снабдувачите со електрична енергија, сите кои што не се држале до тоа што го планирале. На крај, она што е најинтересно од почетокот. Очекувате, како што најавува Бектеши, не поголема цена од 10% на струјата? Значи, најголемо влијание на цената, како што ви кажав, има набавката на електрична енергија. Најверојатно министерот Бектеши ја знае со која цена ќе настапи ЕСМ на тендерот и врз основа на тоа ги кажува тие изјави. Значи, ние како регулатор 3 години наназад веќе не определуваме цената на ЕСМ. Ќе видиме што ќе понудат, како и секогаш ќе информираме јавноста, но факт е дека ќе имаме многу други странични зголемени трошоци, како што се трошоци за дебаланси, како што се други давачки, така да ќе почекаме, ќе ги видиме цените на електрична енергија. Тоа беше Марко Бислимовски од регулаторната комисија, која до крајот на годината треба дефинитивно да ја определи цената на струјата за до година. Се разбира,
очигледно дека џабе се трудам да искамчам директно колку ќе биде над 10 на 100 или околу 10 на 100, но ќе бидеме трпеливи, ќе видиме денешниот развој на настаните во преговорите меѓу СМ и ЕВН Home и уште ми преостанува да кажам да даде Господ да нема 400 евра на светскиот пазар, меѓутоа и јас сум длабоко убеден дека мора повнимателно да ги следите светските движења, без оглед што сега на оден начин барате алиби дека баш и никој не можел да погоди. Имаше експерти кои предупредуваа, имаше движење кои на тоа не упатуваа. Уште еднаш му благодарам на Марко Беслимовски.